Старата легенда вели дека кога Бог го создавал светот, ја тресел земјата низ сито. Кога го направил поголемиот дел од светот, камењата кои останале во ситото ги расфрлал и така настанала земјата Грција. Колку интересна легенда. Може би тие камења се оние преку 400 острови кои се расфрлани по Средоземното, Јонското и Егејското море. А некој поголем е може би полуостровот Пелопонес. Ама каде ли е Димитри? Се одело ли по ова жешко сонце на риболов? Не ми е јасно како може да издржи на овој припек. Марија ме да китирина, ла. О, Јазумицко! Кај се, како зена, како деца, добро? Кала, добро сум, Димитри. Сите сме добро, а и зена е добро, само прво треба да се озенам. А моите другари деца едва и чека да се вратат. Охи, цекај малку, Мицко. Јас веќе риба огладнев, па ако си ти гладен, одиме да јадеме гиро. А можеме да се освезиме со една грцка салата, со грцки маслинки, добро залиена со маслиново масло. Евхаристо, Димитри, евхаристо, благодарам. Ама додека те чекав, веќе мавнав едно сувлаки. Епа, во тој случај, веднаш одиме да просетаме низ Атина, а јас моето гиро ќе го јадам по пат. Во тој случај, веднаш одговори ми, што е она таму на височинкана? Тоа е Агрополис. Самото име значи височинка над градот. Сите градови во Стара Грција имале свој Акропол, каде луѓето граделе храмови, но најсоцувани се остатоците од атинскиот Акропол. Во овие акрополи и околу нив и на секаде на територијата на Грција може да се пронајдат многу остатоци од старата грцка уметност. Мозаици, столбови, вазни, сликани со црвена и црна боја со карактеристични орнаменти и ликови од митовите. А кој е овој храм толку убав и толку голем? Тоа е храмот на бозицата на војната Атина. Партенон се вика. Партенон. А можеш ли ти мене, Димитри, да ми кажеш нешто повеќе за боговите или уште подобро да ме однесеш кај нив? Би сакал да ја видам Афродита, божицата на убавината. Мора да е многу убава што ми ја прогласиле за божица. Ама јас можам да те однесам на планината Олимп. Ама дали ќе ја видиш Афродита, не сум баш сигурен. Боговите Зевс, кој бил врховен бог, што владеел со светот, па Посеидон, богот на морето, па и Афродита, а и сите други богови навистина живеат, но само во грцките митови и легенди. Тоа е планината каде што прв пат се одржале Олимписките игри, па затоа ја викаат Олимп? Па не е баш така. Како не? Па не, зашто Олимписките игри се олимписки поради планината Олимп. Според грцката легенда, богот Зевс од планината Олимп испратил стрела на светлоста за да им го покаже на грците местото каде што треба да му се поклонуваат и да го почитуваат. Не, на тоа место кое се вика Олимпија, на него се направени олтар и огниште. Олтар и огниште? Да, и огниште. Затоа што не можеле да се решат кој прв ќе го запали огнот. Грците организирале надпревар во трчање. Ете, така започнале Олимписките игри, кои ден денес се одржуваат секоја четврта година во различни градови во светот. Колку интересна легенда! И навистина, Грција е земја на легенди и митови, но мора нешто од се во ова да било и вистина, кога еве,
Која година? 2004. Повторно тука ќе бидат Олимписките игри. Да знаеш дека тогаш повторно ќе дојдам. Мицко, да дојдеш. Грција е земја на митови и легенди. Во 2004 година тука ќе се одржат и Олимписките игри, но не мораш да чека 4 години за повторно да дојдеш. Добре дојден си кога ќе посакаш. Имаме убаво море, убава музика, убав мирис, полиареа. Евхаристо, убаво море. Баш ме подсети дека пред 3 години научив да пливам и сега веднаш одам да се нурнам. О, Богу Посајдон, направи морето да биде мирно. Мицко, прекрасна вода. Немој многу да пееш додека пливаш, за да не ти се наполни устата со солена вода. Мицко, пливај додека пливаш, а подоцна ќе пееме. Те носам на сиртаки. То бузука, то сиртаки, то трагудија. Сиртаки. Ми застуде веднаш. Одиме Мицко. веднаш. Мицко.